Ние учениците най-много ги сакаме часовите каде што се осеќаме слободни, каде што има пријатна и релаксирана атмосфера за работа и каде што преовладува чувството на почит и еднаквост. Најдобро учиме на часовите каде што преку примери го доловуваме предметот на учење, каде што на часови каде што има конверзација помеѓу учениците, но исто така и конверзација помеѓу учениците и наставникот. Gjithashtu të ndjerit me gjatë zhvillimit të mësimit është një gjë shumë e rëndësishme, që nga fakti që nxënësit kur ndjehen mirë janë edhe në shërbim më të mirë të vetes deri tek fokusimi në orë edhe gjëra tjera. До сега мене граѓанското образование ми има помогнато да работам и да имам повеќе самодоверба, да не ми биде страв или срам да ги искажам своите искрени мислења и да се борам за моето право и за моите ставови. Исто така ми има појаснато некои поими кои што верувам дека понатака во животот ќе ми бидат корисни. Учиме за нашите права, а тоа е многу важно. Учиме како да ги однесуваме према сите луѓе еднакво и да бидеме општо добра личност нели во општеството. Исто така како што нели многу пати спомнавме, имаме и доста дискусии што не учат за како да бидеме добри говорители и на добар начин да го искажеме нашето мислење. Значи можам да забележам зборови што се повторуваат, се однесуваат на часови на кои што има истражувања, часови на кои што има опуштена атмосфера, интерактивност, разговори, дискусии, кои што исто така може да се сметаат за интерактивни работи, работилници, релаксирани часови, креативни, значи повеќе вежби, помалку теорија и повеќе вежби. Минатата година, 8 и 9 одделенија, требаше да организираме представа и дебата во склоп по граѓанското образование за митото и корупцијата. Ние учениците имавме задача да поставиме, да смислиме прашања и да направиме представата што покреативна и поинтересна, но да има исто така и едукативен карактер. Јас бев вклучена во отворениот ден по граѓанско образование во една дебата каде што дискутиравме и имавме можност да го искажеме своето мислење по тоа кој пол е подобар, машкиот или женскиот. Исто така имам и учествувано во хуманитарни акции во нашето училиште, еколошки акции и акции за разбавување на дворот. Соработуваме, отворени се, меѓусебно се почитуваме. И многу често јас кога размислувам за мојот тип на работа си велам каква енергија давате, со таква енергија ви се враќа. И затоа секогаш се трудам учениците да им излезам во пресред, значи да ги слушнам нивните размислувања. Најбитни се позитивната атмосфера, да бидеш блиска со учениците, но и дистанцирана, што треба малку време да се постигне, и не викај. Најбитно е кога ќе влезеш во училница да се создаде атмосфера, една надоверба меѓу вас и учениците. И мислам дека овој нов начин на работа им е посебно интересен. Им дојде како едно освежување, каде што може да го покажат она што го знаат, е поврзано со техниката. И оние сите задачи и активности кои што им ги даваме, со мене полесно ми е со учењето на далечина, затоа што можам на секој дете да седнам една вечер и да ги прочитам сите активности што ги направила, затоа што за време на час едноставно невозможно. Штедиме на хартија, тоа морам да го напоменам, и се грижиме за средината, така да и тоа е една од добрите работи. Во секој случај мислам дека времето ќе покаже и дека секој еден од нас треба да истражува и да се труди, нели, колку што е можно поактивни да бидат часовите и поангажирани да бидат учениците за време на самиот час. Пред се, часовите за по граѓанско образование даваат многу можност за тимска работа. Би истакнала дека од моите ученици барам да се стекнат со вештина да го почитуваат тугиот став и едноставно да научат да се почитуваат пред себе си, а потоа и останатите. Моите ученици во глобала, верувам дека и сите ученици ширум државата, одвај чекаат повеќе некаква насока и веднаш се вклучуваат во различни иницијативи.
Сте тие иницијативи во голема мерка се за позитивна промена на заедницата во која што живееме. Работам на градење на капацитети, на градење на ставови, разбивање на стереотипи, разбивање на дискриминација, така да не секогаш мора да биде иницијатива и не секогаш мора да биде нели физичка промена на нешто, понекогаш е многу важно да се стекнеме со одредени лични капацитети. Кои се според вас трите најбитни состојки за демократска училница? Se gjithë e dim atë në treshen e artë drejtësi, liri për gjithësi, është e para. Dhe normal që vjen pastaj dhe respekti dhe besimi, nëse duam që të krijojmë atmosferë demokratike në klasë. Според мене прво и основно е почитување и поставување пред се на правила. Потоа сметам дека е важно слободата на изразување и еднакви можности за сите ученици. Љубов кон професијата, љубов кон децата, учениците, почитување на личноста на учениците и постојано охрабрување. Еднаквост најпрвен помеѓу сите кои што го сочинуваат процесот, почет и соработка.